Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Во секојдневието и во јавноста многу повеќе се зборува за физичкото здравје на мажите, но многу поретко за нивната психичка благосостојба. Средната возраст носи бројни предизвици и животни промени, професионални предизвици, грижа за родителите и децата, но и одредени хормонални промени кои можат да влијаат на расположението, енергијата и квалитетот на живот. За жал, многу мажи се уште тешко зборуваат за своите емоции и ретко бараат помош, сметајќи дека треба сами да се справат со секој проблем. Но грижата за менталното здравје не е слабост, туку одговорност кон себе и кон најблиските. За месецот посветен на машкото ментално здравје зборуваме ова утро во емисијата Фактор здравје, но веднаш по првиот блок реклами кога ќе ги представам и моите денешни гости. За машкото ментално здравје утрово зборуваме во Фактор здравје со Розета Паскали, психолог, психотерапевт и универзитетски професор, и доктор Веле Тодоровски, матичен лекар и едукант по гешталт психотерапија. Добро утро и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро и благодарам за поканата. Да. Ќе почнеме со она колку е важно менталното здравје, ајде општо генерално, за да се префрлиме на машкото ментално здравје, бидејќи месец јуни е посветен токму на машкото ментално здравје. Па секако, нели, имаме и тело и оној телесен дел, психички аспект кои подеднакво се важни за да кажеме дека една личност е здрава. Секогаш кога имаме телесен проблем, страдаме и психички, но и обратно, кога имаме психичко страдање кое долго време трае, по известно време ќе се рефлектира некако на телото. Ќе се создадат некои психосоматски реакции или болести понатаму, нели, ако веќе не го слушаме она што ни го кажува телото. Затоа мислам дека е многу важно да се посвети особено внимание на психичкото здравје и, нели, да се земе во предвид секое психичко страдање, за да не дојде до одредена телесна болест. А вака, општо генерално земено, му посветуваме ли доволно внимание на менталното, психичкото здравје? Секој од нас, иако вака сега целно се насочуваме само да зборуваме за машкото ментално здравје. Па, мислам дека треба многу повеќе. Мислам дека, нели, како што кога ќе допреме врелата рингла, ќе тргнеме веднаш раката, затоа што телото ни кажува дека боли и треба да реагираме, би требало да научиме тоа да го правиме и со психичкото страдање. Кога имаме психички потешкоти, без разлика на нивниот степен, да не чекаме, нели, да дојде нешто што е веќе алармантно, па дури тогаш да побараме помош, туку напротив, секоја психичка промена е резултат на некое, можеби несоодветно наше функционирање, можеби лоша навика, можеби нешто што во средината се случува и ни пречи, но сето тоа рефлектира, нели, некаква реакција на нашето ментално здравје и би требало тоа да го земеме во предвид за да продолжиме психички да бидеме здрави. Да не чекаме, нели, нешто што веќе е алармантно и за што веќе не можеме да функционираме или па средината, нели, да реагира за да го земеме во предвид и да направиме нешто. Секое следење е всушност грижа за себе и мислам дека е добро да се земе како нешто важно и да се учи од најмала возраст, особено во однос на емоционалната регулација. Мислам дека е важно. Што би значило емоционална регулација? Па баш е тоа способност да се научи да се препознаваат емоциите, да се препознава изворот на таа емоција, да се научи, нели, да не се реагира импулсивно, туку да се избере како ќе се реагира во дадена ситуација, да се избере соодветната реакција во однос на тоа како се чувствувам, а не во однос на тоа што се средината очекува од мене. Бидејќи тука имаме несклад, ако има разлика помеѓу она јас како се чувствувам и што другите очекуваат од мене. Кога знаеме да ги именуваме емоциите, кога се дозволени сите емоции, ако зборуваме веќе за машкото ментално здравје, веројатно е важно и да го споменеме она што многу често се случува кај нас, кај малите деца особено, да се охрабруваат, да
покажат лутина и агресивност, но да не покажуваат срам или некое друго чувство на тага, може разочараност, повреденост, ранливост. Сите тие како да се неприфатливи за било кое дете кое е машко. Како да полот некако ја одредува позицијата дека е во ред да покаже лутина и агресија. Така да децата има исклучоци, добро е тоа, но многу често се случува да децата уште од мали, машките деца, се учат дека било кое друго чувство да го имаат, ако некаде се засрамат, да не го покажат тоа, туку напротив да покажат лутина, агресија. Некако, некое деструктивно може би однесување, а не она што реално го чувствуваат, затоа што тоа научиле уште од мали дека е неприфатливо и дека може да бидат исмеани, неприфатени, отфрлени може би од другите. А ова е прифатливо и го покажуваат тоа. Често слушаат како мали во смисла немој да плачеш, издржи, биди силен, ти си маж. Па, отприлика така, содржината е таа, охрабрување на тоа дека секое дете кое е машко треба да биде силно, храбро, да издржи, да не покажува тага, бидејќи тагата е одраз на слабост. Нели, тоа не е така. Меѓутоа, ете некои така го имаме прифатено и веројатно нели би било наметнато. Мажот е тоа што треба да издржи, да нели се носи со било која ситуација, да не покажува чувство на разочараност, на ранливост, на повреденост, туку напротив треба да покаже дека е силен и дека ќе надмине таа ситуација и дека ќе биде, нели може да покаже дека е лут, но не и дека е тажен и дека е повреден. Дали мажите потешко зборуваат за емоциите и поретко бараат некогаш помош, ако им е потребна? Па, ако ја земеме во предвид бројката во мојата приватна пракса, каде што работам психотерапија, многу е поголем бројот на жените кои доаѓаат, мислам жени и девојки, женската популација, помала и поголема возраст и повозрастни жени се охрабруваат да дојдат, но мажите поретко. Така да може би е тоа некој показател дека некако мажите може би постои некоја стигма во однос на тоа да покажат, дури воопшто нели обраќањето кај психотерапевт, може би и кај лекарот и веле ке ни каже како е таму, да кажат дека имаат проблем со анксиозноста, например, или со депресивноста, или со панични напади, или со било каков друг тип на вознемиреност, стравови, несоници и се нели што опфаќа еден дел од психичката сфера. Сите тие може би лоши навики, сето тоа е дел од психичката сфера, од начинот на однесување, начинот на размислување, начинот на гледање на работите, начинот на толкување на ситуациите во кои се наоѓа една личност. Сето тоа е добро кога нели има поддршка од психотерапевт кој ќе помогне да се излезе од некоја тешка ситуација. Но кога е тоа стигма, кога е тоа проблем воопшто и да се каже, нели многу луѓе се чувствуваат камоли да се побара помош, Да, како обележани, нели дека побарале помош што е одраз на слабост. Не успеале самите да се справат со тоа. Буквално како да тука има некој момент на преломување, дека ако побарам помош, значи не сум доволно силен, што не е во склад со она што го учеле од мали како машки деца, не сум се справил сам со ситуацијата, не сум успел и тоа е нели нешто што е во судир со потребата да му се помогне. Така. И психологот, и психијатарот, и психотерапевтот, и матичниот лекар се подеднакво важни како и секој друг специјалист, кога имаме проблем некаков или кога треба да побараме помош. Во матичните ординации, дали почнува се тука некаде па матичниот лекар кога пациентот ќе дојде на преглед заради нешто друго, најчесто проверка на шеќерот, крвниот притисок, маснотиите, па да забележите, доктор Веле, дека има во позадина и некои други, може би помали проблеми, па да му дадете насока и препорака што понатаму. Матичниот лекар е првиот контакт на пациентот со здравствениот систем воопшто, па ние како една влезна врата
го гледаме пациентот од сите страни. Значи, секој лекар треба да има холистичен пристап, кој ќе дојде пациентот со одредени тегоби, најчесто младата популација, адолесцентите во последно време, некаде 19, 20, 20 и некоја година, баш во пикот на адолесценцијата, кога се студенти, доживуваат симптоми кои што се атипични за нив. Значи, се жалат на оттежното дишење, градни болки, потење на дланки, многу често на гастроинтестинални симптоми, и откако ќе го сослушаме пациентот, ќе увидиме каква е целокупната приказна за тој проблем. Не би сакал да наречам болест, бидејќи не е болест, бидејќи е состојба, моментална состојба. Може да се види дека има страв, вознемиреност, анксиозност од нешто. Сега, сето ова што го кажа Розе, потекнува од детството, од некој период претходно што нели бил некој настан, не знае како да ги регулира своите емоции. Не се учат младите луѓе како да ги препознаат емоциите и како да живеат со нив, дека нема непријатна емоција. Сите емоции се добродојдени и секоја емоција ни носи некој искуство. Секако ние ќе пристапиме кон таа емоција многу значајно. Затоа јас како матичен лекар гледам да им помогнам на пациентите преку разговор. Да не одиме веднаш нели со фармакотерапија, со давање на лек против тој проблем. Ако е анксиозност, да се научи пациентот како ќе го реши тој проблем без да зема терапија. Дека најлесно да се препише терапија и да се замаскираат симптомите, но тие ќе се вратат. И можеби ќе се вратат уште посилни, уште поизразени, поинтензивни од кога претходно нели сме ги сретнале прв пат кај пациентот. Затоа пациентот, неговиот лик, неговиот израз, неговиот говор на тело се ни кажува што се крепа, некој пат и тишината зборува. Само треба да се потрудиме да го сослушаме пациентот на вистински начин. Бидејќи никогаш кога притискаат емоциите, телото ни дава сигнали и реагира. Така тесната поврзаност меѓу менталното и физичкото, односно психичкото и физичкото здравје. Едното може да биде предзнак на другото. И не се знае кој е попрво. Дали менталното, односно ментално, психичко, душевно, после телесно. Так. Затоа велиме дека колку молчиме, голтаме, толку повеќе ќе на крајот ќе биде телото погласно. Така. Ама секој има право така да си го искаже тоа отворено и да побара помош. Уште малку само да се задржиме на оние животни фази низ кои поминуваат мажите. Рековме пубертетот и адолесценцијата како најчувствителни, потоа средните години, па периодот на андропауза. Ајде малку за тоа, што го карактеризира, што значи хормонални промени и кај мажите како и кај жените. Не е измислен, не е нов, ама се помалку знаеме за него. Доста често родителите, или родителството е една прекрасна улога, и секој родител знае дека пубертетот како доба или како дел од растот и развојот на една индивидуа носи промени како на телесен план, самиот тестостерон кај машките деца, односно кај машките поединци, прави промени на ментален план. Значи го менува нивното расположение, како што кажавме, тие проголтани работи од детството понатака може да преминат и во поизразен бунт, агресија, ако тие веќе немале како деца совладана емотивна регулација, емоционална регулација, како што кажа Розе, така да влијае мощно. Тој баш е бурен период. И сега тука многу треба да се има разбирање обострано. И родителите да ги разберат децата, и децата. Тука сега веќе адолесценти знаат да бидат доста нели онака да кажат колку беше мирно ова дете како стана. Значи има драстични промени, а тоа се нормални промени, тоа е една фаза од животот која што сите сме поминале. Некоја поминува нели зависно како сме растеле во домот, во семејството и што сме имале околу нас. И не само тоа, се растат децата, мислам, созреваат во една нова димензија на социјални мрежи, кои што дополнително допринесуваат да им се модулира нивниот светоглед. Така да сите фази од животот се значајни, но пубертетот и андропаузата, како што кажавте, значи тестостеронот започнува да опаѓа некаде околу 30-та година, 40-та веќе околу 50-та да настапи таа андропауза, како што кај жените има менопауза, така и тука има веќе физиолошко опаѓање на тестостеронот и тие некои биолошки промени што се јавуваат кај мажот, како на
физички, така и на ментален план, така да тоа чувствуваат веќе некакви потешкоти. Така. Ама не секој е свесен така дека тие потешкоти и потекнуваат оттам. Токму така, значи како што има кај жената промени во текот на менопаузата, така и кај мажот има промени во поглед на репродуктивното здравје, во поглед на сексуалната функција, така да нема тука стигма, значи се комуницира со лекарот искрено, но сепак стигмата постои и треба многу време и многу труд да се разбие. Затоа и оваа тема машко ментално здравје е многу убава и се надам дека ќе допре до широката јавност токму преку нашите излагања. Тоа ни е целта, да. Деновиве се отвори центар за адолесценти. Колку имаме потреба од такви центри и токму да се работи на менталното здравје кај младата популација, за понатаму во животот така се помалку да се пројавуваат и такви симптоми и такви проблеми? Па, да, и јас тоа го видов на медиумите, имаше објава дека има во Институтот за јавно здравје, мислам беше, импаш се израдував дека еве конечно се дава повеќе важност на менталното здравје, особено на младите. И можеби е добро да се почне уште од помала возраст, да се учат децата што е тоа ментално здравје, што е тоа ментална хигиена, што се тоа емоции, како да ги препознаваат и колку можеби некои работи, верувања во однос на менталното здравје треба да се променат. Во однос на тие вредности, во однос на тоа, нели, што се емоциите и како доаѓа до тоа да имаме емоции, да се објасни физиолошката позадина, што се случува во телото кога имаме одредена емоција и како тоа се е поврзано, дека не е случајно така, дека телото реагира на она што го мислиме и на она што го гледаме околу нас, како го толкуваме. Колку би било добро кога би имало повеќе такви центри каде што би можеле да се обратат сите помлади или повозрасни, без разлика, нели можеби е добро да има и за различни категории, затоа што со поинакви проблеми се соочуваат помладите, а со поинакви повозрасните, без разлика на полот, потребна е секако поддршка. Но може би е добро и да има повеќе иницијатива, еве како ова што е денес и тема, месец на менталното здравје. Мислам дека е многу важно да се променат некои вредности и ставови во однос на машкото ментално здравје и да токму оние пораки што пред малку ги зборувавме, кои ги добиваат децата уште од најмала возраст, да се променат, па тоа би значило и родителите да променат нешто кај себе во однос на својата родителска улога, да се преиспита она со што се настапуваат како родители, какви се пораки им пренесуваат на своите деца и какви се возрастни ќе бидат тие. Какви членови на нашето општество произведуваат тие родители, кога би ја превземале одговорноста на тој начин, а не некако спонтано или така мене ме учеле, така и јас правам, веројатно би имало добра промена, особено во однос на машката популација. Не случајно е многу поголем бројот на зависници, без разлика дали од алкохол, дрога, коцкање, што е сега за жал многу актуелно, има многу поголем број на машка популација која страда од зависности. Тоа е секако поврзано со она се што се учи во однос на емоционалната сфера уште од најмала возраст. Тоа е еден начин. Кога бегаме од некакви проблеми, па наоѓаме спас во нешто од ова, или? Може да се толкува како бегство од некои проблеми, може да се толкува како бунт кон родителите, ако е нели на помала возраст, може да е поврзано и со некоја загуба што се случила за некој значаен, што таа личност го загубила. Дали било тоа родител, брат, сестра или некој близок, баба, дедо кој се грижил за тоа дете. Може да е загубата и во помала возраст, а да се рефлектира на однесувањето на поголема возраст и да дојде до развивање на зависност. Поновите истражувања го покажуваат тоа дека има висок степен на поврзаност, не секогаш е така, но има степен на поврзаност со некаков тип на значајна загуба во детството, која се манифестира во поголема возраст
возраст како развивање на некаков тип на зависност. Дали од алкохол, дали коцкање или дрога или некој друг тип, ама формата на однесување за справување со некој проблем е зависност. Значи, таа загуба се манифестира и понатаму. Не е нешто што поминало, завршило и одиме понатаму, туку се манифестира. Траумите од детството исто така, кои за жал многу малку се зборува за нив, што се случуваат во детството, физичките казнувања, сексуалните вознемирувања исто така може да се манифестираат во позрелата возраст. Иако децата, додека се уште живеат со родителите, сметаат некои од нив имаат право да се бунтуваат, некои се адаптираат, меѓутоа секој буквално како да наоѓа начин како да преживее кога расте во средина каде што е травматизирано едно дете. И тоа како понатаму, тоа дете може да порасне во возрастна личност која ќе продолжи таа траума да ја нанесува на некој друг. Не е тоа карактерна особина на личноста, така? Воопшто не е карактерна особина и кога велиме тој таков карактер има. Да, за жал, јас порано работев во Центарот за социјални работи како психолог, имав можност да се сретнам со различни случаи на родители кои не можат да се справат со своите деца и сум ја слушнала таа реченица да такво е детето, што да правиме, не знаеме што да се справиме, па дури до степен на олеснување дека набрзо може ќе биде полнолетен и што сака нека прави натаму, ние веќе не знаеме со него. Токму таквите родители покажуваат неспремност да ја прифатат одговорноста за тоа дека и тие придонеле да тоа дете биде такво какво што е. Токму таквите родители е потребно да работат на тоа што значи одговорно родителство, не само родителство, него одговорно родителство и да имаат одговорност за тоа каков член на нашето семејство ќе подигнат, Кога би имало одговорност кај родителите, дури може би тука би се ставило во прашање дали е соодветен законот за родителство кој некако е ограничен до 18-та година на детето. Потоа детето е веќе полнолетен член и само одлучува за себе. И што и да направи таа возрастна личност веќе што не е дете, до вчера имало 18, денеска веќе е 19, како да треба да биде одговорна сама за своите постапки, но родителите да немаат никаква одговорност. Тука малку е спорно тоа прашање. Јас не викам дека таа возрастна личност што веќе е полнолетна не треба да има одговорност, но каде е одговорноста и на родителите кои придонеле и пораснале таква личност, која денес некого повредува и има некакво криминално можеби дејство. Така да може би е добро и во таа насока да се размислува колку е потребно советување на родителите пред да станат родители. Подготовка некоја или пак да се следи на некој начин кога би имало повеќе вакви центри како што ги спомнавме, може би и специјализирани за родителство, веројатно би имало некое подобрување. Не викам дека сите ќе станеме идеални, но би имало секако подобрување. Напред така би бил веројатно доволен. Во однос на сите тие вредности, ставови и каков пример им се дава на децата. Родителите како се однесуваат за да дадат пример за своето дете. Кога сето тоа би станало важно, веројатно и менталното здравје би било многу поважно. Веројатно можеби и самиот систем во Македонија, но за жал и во многу други земји би можел да се смени, да не се дава само приоритет на телесното здравје, туку да се даде да речеме да помислуваме некогаш и на менталното здравје. Кога клиничкиот центар не би бил само за телесно здравје. Убаво е што владите наши кој се е одговорен за клиничкиот центар кој обезбедува здравствена заштита во однос на телесното здравје и мислам дека за секој орган буквално имаме посебна клиника, но за менталното здравје нема.
Имаме психијатрија која многу е повеќе насочена кон третман на психотични болни кои имаат и телесни нарушувања, односно мозочни промени. Но многу помалку кон она што е невротски растројства кои генерално ги имаат повеќето луѓе, особено оние кои имаат потешкоти да се справат со овој брз начин на живот и сите обврски кои ни се наметнати со ваквото темпо и то како треба да се работи. Каде што психотерапијата, разговорот веројатно би биле првиот чекор кон решавањето и излезот од таа состојба. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Веле, кога подолг период обстојуваат и несонницата, и нарушениот биоритам, и неволност, односно немањето желба да се извршуваат некои обврски, немањето енергија, хроничниот замор за кој што ние имавме и цела тема обработено. Дали е тоа сигнал некој дека веќе е време нешто да мораме да менуваме, односно првично да се обратиме некаде? Како што и кажавме во излагањето за синдромот на хроничен замор, нели пациентот доаѓа со пораката спијам доволно, но се будам ненаспан. Ме боли цело тело, имам главоболка. Тука би рекол дека е мултифакторијално. Значи произлегуваат повеќе фактори, повеќе причини. Значи нарушениот биоритам, значи легнување доцна, станување доцна, конзумацијата на кофеин, пушењето на тутун, потоа тука нели злоупотребата на алкохол, сите тие, да кажеме, ставки рака под рака водат до нарушено психофизичко здравје. Значи живееме во време кога што сакаме да успееме да сме најдобри во сите сфери на животот. Зборуваме професија. А можеме ли во исто време да бидеме најдобри во се или треба да си даваме приоритети, еве конкретно за мажите зборуваме, така? И добар партнер, и добар татко, и добар професионалец, и успешен на работата, успешен во семејството. Во сите области на животот не можеме подеднако да сме добри, некаде ќе има недостаток нели на тој успех што е релативен поим. Така да мислам дека секоја фаза си носи своји потреби и секаде не може подеднако да сме присутни. Јас како лекар можам да сум на работа лекар, во работа да сум син, брат, емоционален партнер. Значи секоја улога бара свое време, но постојано ние во текот на денот да сме во сите аспекти 100% успешни не може. И од тука произлегува тоа чувство на замор. Бидејќи стигаме, но не може да дојдеме до тој максимум што го бараме од себе си. Затоа треба да имаме очекувања наспроти нашите капацитети, за да не дојдеме до таа согореност и затоа ќе се храниме здраво, ќе имаме физичка активност, мора да имаме хоби. Значи секој од нас мора да има хоби во кое што ќе издвои час до 2 во текот на денот, каде што ќе го одмори мозокот, ќе го регулира начинот на исхрана, значи повеќе ќе се ориентира кон здравата исхрана, зеленчук, овошје, повеќе престој на сонце, барем во овој период од денот кога ни се дозволува, физичка активност, пешачење, вежбање во согласно со нашите физички капацитети, така да сето тоа ќе доведе до не само ментално здравје, туку целокупно здравје. И да бидеме добри во она што можеме во моментот да бидеме. Да живееме, да бидеме свесни за тоа што го правиме во моментот овде сега, зашто во моментот сме родители, со детето дур сме, кога детето ќе отиде на училиште или ќе остане дома, ние ќе одиме на работа, таму сме вработени. Секој момент и секоја улога си носи своја потреба. Ние гледаме сите да ги задоволиме во моментот. Работам на компјутер, зборувам на телефон, пробувам да испратам се, но не е возможно. Треба да бидеме реални. Да. Кога маж доаѓа на преглед, ако веќе му споменете и нешто начнете за емоциите, за менталното здравје, се повлекуваат, отворено зборуваат, прифаќаат или индивидуално? Се е до пациентот. Помладите се поотворени, гледам веќе и повозрастните пациенти се отвараат да го кажат својот проблем, но сепак
недостига едукација, како на здравствените работници, така и на општата популација. И многу е добро вака, нели, кога од медицински аспект и од психолошки, психотерапевски аспект ќе се анализираат нештата и како што Розе ги образложи сите аспекти од детството па се нели до зрелата доба, како сите работи се поврзани и како ние само треба да работиме на нешто многу едноставно, а толку сложено емоциите. Така да. Розета, дали кај мажите анксиозноста, депресијата поинаку ја препознаваат, поинаку ја манифестираат, во смисла нема да покажат страв, паника, тага, туку на друг начин ќе ги изразуваат тие емоции? Има ли тука нешто? Има разлика. Не би рекла дека е тоа нешто генетски предодредено или поврзано со полот. Мислам дека е многу повеќе поврзано со вредностите, ставовите што се научени уште од најмала возраст и во однос на она што го зборувавме дека има емоции што се дозволени и емоции што не се дозволени. Има однесување кое е соодветно и кое не е соодветно. Но тоа не значи дека е вистина така. Има ситуации во кои е соодветно некој да биде тажен. Меѓутоа, самата негова, она што го научила од мали, дека тоа не е во ред да се покаже и нели, доживувањето како другите ме гледаат, кога станува непријатно, може или да се повлече, може да се изолира, нели, да не комуницира со некого, наместо да покаже дека е тажен, наместо да покаже дека му е непријатно, наместо да, нели, зборува отворено и искрено. Кога тоа се случува, нели, од другата страна пак има неразбирање. Како тој, нели, едно се очекува од него, поинаку реагира. Тука создава, нели, конфузија и неразбирање доколку станува и за брачни партнери, па и за родител и дете. На детето не му е јасно кога родителот се лути, а реално е тажен. Нели, детето често знае да препознае, но постепено ќе научи дека веројатно така треба. Како што прави родителот, така и учи. Затоа е многу важно, еве и ова што го спомена доктор Веле, дека е важно кога не можеме постојано да бидеме успешни 100% во сите улоги, но кога веќе некој одлучува да стане родител, во тој период е важно да биде добар родител. Да. Немаме совршени родители и оние што најмногу се труделе, веројатно кога ќе пораснат тие деца ќе најдат некоја замерка и ќе мислат дека можеби можело поинаку. Но е добро ако родителот направи најдобро што може. И добро е да се едуцира, добро е да вложува во тоа дете и да се информира што се носи одредена возраст за да може соодветно да се однесува кон тоа дете. И знаете како викаат, најуспешен родител е оној кој не му е потребен веќе на тоа дете кој е пораснало. Или кога пораснало детето, станало возрастна личност на која не е потребен родителот, која научила да биде индивидуална, самостојно да функционира и комуникацијата со родителот да биде од почитување, а не од зависност. Не од тоа дека се уште треба да се консултирам, се уште треба одобрение може од родителите, се уште треба може и финансиска зависност да продолжи. Нели, сето тоа е само одраз на немање соодветно родителство за осамостојување на тоа дете или охрабрување да проба сам. Да го пуштат родителите тоа дете да порасне и да ја превземе одговорност својата улога на возрасен човек. Да не го задржуваат. За жал, нели, има многу родители кои живеат во дисфункционални бракови, па тоа одење на децата надвор од домот го доживуваат многу стресно, затоа што ќе бидат ставени во ситуација баш да се видат еден со друг како брачни партнери. И тој момент за да се избегне е потребно тоа дете да не порасне, да се одржи во домот, да биде се уште родителот потребен, или како родителска улога, се уште таа да биде важна, а не како партнерска. И тоа е нешто, таа дисфункционалност е нешто што влијае на токму таа млада единка која треба да се осамостојува,
повторно да се враќа и да се врзува во тоа семејство. Тоа е одраз на невештост или неспремноста на тие двајца брачни партнери да работат на својата партнерска улога, да не ги мешаат улогите партнерска и родителска, да ги раздвојат. Сето тоа е исто нешто што може да се учи, дали преку психотерапија, дали во посебни едукативни центри за родители, но и тоа како е важно. Јас повторно ќе го споменам искуството во Центарот за социјални работи, додека работев во одделот за брак и семејство, многу често се среќавав со родители кои се разведуваат, но како брачни партнери се разведуваат, не како родители. Никако не може да разберат некои таа позиција дека бракот значи брачна заедница, родителството продолжува, нема развод на родителите, нели, туку на брачните партнери. И додека ја сватат таа разлика, дека тие како родители треба да продолжат да се грижат за своите деца, тогаш веќе има промена, но се додека тие улоги се измешани, се додека незадоволството од партнерската релација се манифестира на она што е на родителската улога, и тоа како прави проблеми во однос на воспитувањето на тие деца, во однос на сите тие и понатаму низ животот, така се тие работи ќе се провлекуваат малку по малку. Да, сите, мислам, секој развод е траума за едно дете, особено дали особено, веројатно е исто и за машките и за женските деца. Без разлика на која возраст е, но доколку родителите ја покажат спремност да ја прифатат таа позиција дека тие одлучиле да се разделат, дека се договараат понатаму за родителството, дека се договараат за тоа што ќе се случува со нивните деца, дека продолжуваат понатаму како родители, полесно ќе се помине низ периодот на прилагодување, прифаќање на разводот, на таа разделба. Да. Особено за децата. Значи, тешко е и за возрастните, но и за децата е тешка таа одлука, таа промена што се случува, но многу полесно ќе оди ако двајцата родители тие одлучат, да не биде останувам во бракот заради детето, да не биде многу одлуки ги правиме заради децата. Како да децата сега имаат одговорност што се тука, што постојат и заради нив некој останува во бракот. Тоа е многу горем терет за децата. Неисцрпни се овие теми. Гледате, одедно почнуваме се надоврзуваме на друга, а подеднакво важно, буквално за секој поединец, за секој член во семејството и за секој човек, на крајот сме мораме да завршиме. Мене ми е многу драго што ни бевте утрово во Фактор здравје. На крај би можеле ли да кажеме дека кога зборуваме за мажите, не е храброст да бидеш силен, она што се очекува од секој маж, туку храброст е квалитетно и добро да го живееш животот и да се справуваш со сите предизвици кои што ги носи животот. Токму така. И да не молчат, туку да го остават телото, душата, умот да се зборуваат, да не потиснуваат. И има кој да ги слушне. Така. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.